Mi fališ kako solza na oko. Mi fališ do Bog. Barem pogreške da se javiš. U sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ, ko žica na gitara, u sve mi fališ. Sve mi fališ, u sve mi fališ, Barem pogreške da se javiš. u sve mi fališ, u sve mi fališ, u sve mi fališ. Aj se umravanje moramo. Što? 1979. 79. se pojavil legendarniот Sony Walkman za slušanje muzika, što dovedува до револуција во слушањето на музика. 25. мај 1979 година Тито за последен пат учествуваше на парадата на денот на младоста. Седи одмори. Не можам да седам, нервози ме ваќат. Садам Хусейн станува председател на Ирак. Кој? Садам Хусейн председател на Ирак. Тој колку време беше? Па, многу време. Трамп само една година. Еден мандат. Трамп еден мандат. Седи одмори малце. Умрел Нино Рота. Знаеш кој е Нино Рота? Кој? На кум музиката. Да на 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 на. Убав композитор. Умрел Џон Вейн. Кој? Џон Вейн. Јас сум Џон Вейн. Седи малце одмори. Не знам да сега. Маргарет Тачер станува прва жена премиер. Челичната леди. А родени се. Живели. Ајде бе здраве. Родени се. Пинк. Сузана Галазова. Дани. Симон Трпчевски. Александар Васовски. И оперски ги фати. Дивна Песич. И Кристина Арнаудова и Благој Нацовски. Нашиот Благој Нацовски. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Добро вечер за Благој Нацовски. Добро вечер, Дац. И добро вечер и за Александар, ама не го гледам по моментов. Александар работи на тон. Вечерва е тонец. Да. Александар, добро. Јас сум гласот кој што поставува прашање. Готово. Договорено. Емисијата се вика Уште ми фалиш. Ми манки анкора. И манки анкора. Колку звучи, не? Баш убаво направивме една фесна заедно за време на карантинот и таа еве еден дел сега ќе оди. Mi manchi ancora come corda la chitarra, come bussola il mio cuore ancora ti cerca, tu pura sei al mio dolore. Mi manchi
di Skopje non cerchio mia, tu pura sei, al mio odor. Moje Skopje. Роден сум во нашиот град, во Скопје, и инаку израснат во Козле. И целото детство го поминав во Козле се до 19 години. Кога решив да заминам за Италија, кога решив после средното образование да продолжам таму да учам. Едноставно испадна не би рекол случајно, меѓутоа без многу размислување, ја одам за Италија, готово. Немав дилеми во тоа. Пари, средства, ќе најдеме нешто, ќе се снајдеме, и така и беше. Moje Skopje. Сите места во градов што ми беа омилени веќе ги нема, пошто градот е доста изменет. И мојата населба Козле, местата каде што се движев јас, веќе се огромни згради. Не можеш да отидеш таму да си ги најдеш. Имаше една бурекджилница каде што за мене беше најдобрата симит погача во Скопје, и знам на одмор додека сум бил во училиште, бидејќи од 1 до 8 учев во Влаво Тасевски, токму во таа близина, и се одеше таму на бурек, на симитка, меѓутоа тој вкус на симит погача никогаш не сум го заборавил и ми фали навистина, но веќе не постои. Тоа беше една ниска градба на неколку дуќани, тие не постојат, сега е една огромна зграда таму. O mladosti moja, Mladost, ludost. Пеев секогаш на час. Значи, сум пеел од дете и еднаш ка учителката, не знам дали бевме второ или трето оделение, доста веќе излези надвор, ме брка од час да оди пеи по ходник, и ја тоа буквално си го сватив. И кога распарив во Соле Мио во ходникот на 10-11 години, од сите училници излегоа, сите учителки и сите ученици, што се случува. А во пубертет? Во пубертет изгледа малку посрамежлив бев. Нешто се повлеков во тие пубертетски денови. Повеќе бев... сега што ми текна. Среќавам многу луѓе што ме памтат од кампот Љубаниште. Пошто со моите, додека кога почнаа оние блокади и така натаму, одевме на одмор во Љубаниште по 30 дена седа, и јас како дете. И бев многу трапав, тоа не е лудост. И оние конци што ги држат сите шатори и тоа, јас сите ги уривав низ цел камп. И тоа го памтат сите од Љубаниште кои ќе ме сретнат луѓе, ете што ни ги шаторите и приколките што ни ги уништуваше. Mladost, ludost. Многу интересно, одев не во Козле, туку пошто баба ми и дедо ми живееја во населба Лисиче, одев кај еден Сашо таму, во тој така наречен трговски центар што го имаат во Лисиче. Не знам дали постои уште Сашо како бербер. Еве, ако ја гледа емисија, го поздравувам, поминале 25 години сигурно. И каква фризура ти правиш? Нормална, мислам. Но добро, како сега не, сега е најдобра. Не беше лоша, не, најобична. Си носев секогаш, како да ја кажам, како се вели, на страна косата. Исчешлана, ама патецот од страна. Не бил во средина никогаш. А после едно време, во средно, одев кај Васка Леонтич. Да. Васка ми беше, ете така, омилена неколку години, додека не решив проблемот да го решам, односно проблемот. Додека не си го подобрив животот, бидејќи јас сметам дека сега ми е подобрен животот од кога сум вака. Знаеш, на сабајле станувам, не мислам ни да се исчешлам, да се средам, едноставно сум среден веднаш. Mladost, ludost. Па сега, види, во пеењето, да, израснав со Павароти и со Доминго. Тие ми беа
од малечко дете сите уште имавме касети, оние аудиокасети, нема друг назив. Значи растев со нив, ги имав сите нивни снимки и на некој начин ми биле идоли, сигурно, во секој случај. Сега, во последниве години, Павароти сепак ми остана еден, како убавина на гласот, на тонот, ми остана нешто посебно, а Доминго како мангуп повеќе. Во позитивна гледна точка. А од забавната? Од забавната го сакав Драган Мијалковски. Да речеме, мислам дека има одличен глас. Песна некоја посебна? Кажи нешто, драга, па макар и лага, насмевни се. Погледај ме, кажи нешто драга, па макар и лага, насмени се, научи се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да преземам топло преглед твој. Младост, лудост. Сум јадал ќотек, ама еднаш два пати од постари од мене. А инаку јас лично не сум бил насилен, никогаш, ни до ден денеска не сум насилен. Знам некогаш со гласот да бидам да изгледам насилно повеќе со гласот отколку физички. И дури некогаш и гласно зборам генерално. И еве кога сум тука, мајка ми кој ќе ме чуе, ама не се дери, мамо, не се дерам бе, јас викам. Ова ми јас страствено зборувам, знаеш, ми доаѓа и гласно и со страст, ама тоа не е дерање. Ако се дерам, тоа е нешто друго, ќе биде. Младост, лудост. Имам лошо пијанство и тоа е некаде, би рекол, при крајот на средно, односно имам лошо пијанство од еден пијалок. Не знам зошто. Од комбинацијата, тој знае ме уништува. Има нешто, некој спој во джин и тоник заедно, што мене ме уништува. Ништо друго. Не, никогаш веќе не пијам. Затоа што ако се опијанам со било што друго, со другите пијалоци, пијанство нормално, весело. Може би најлошото било на одмор на Слънчев брег в Българија со друштво, таму од джин тоник и тоа да не знам што правам по улиците од Сончевиот брег. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Сум немал строги родители. Не дека биле попустливи тотално, меѓутоа не биле и некои си војнички строги. При растот, првите години ги поминав доста и со мојот дедо и покрај близината на живење, пошто живеа веднаш до нас, и поради тоа што фактот што кога јас се родив, тој отиде во пензија веднаш, додека другите баби и дедо се уште работеа. Иако дедо ми беше началник во тогашното РСВР, дури замисли кога Тито ја посетувал Македонија, дедо ми бил одговорен за обезбедувањето, ја координирал. Мислам, имаше силна функција во денешно МВР, да го речеме. Меѓутоа, неговиот начин на воспитување не беше строг, меѓутоа многу инспиративен. Со дедо ми можеше да се прави муабет за се, буквално за било која тема. Тој имаше завршено правен факултет во Белград 51-2 некаде и ги имал како професори на факултетот сите министри од првата влада на Тито. И неговите раскажувања беа, што да ти кажам, милина да го слушаш и има многу големо влијание ми има оставено. Башко исто ми презиме. И некои работи што никогаш не се знаат и во јавноста, и од политиката на бивша Југославија и така натаму и така натаму. Иако сум имал близок однос со сите баби и дедовци, бидејќи од другата страна, а сега ќе ти откриам нешто што те засега лично, баба ми и дедо ми се едни од основачите на македонската опера во бившото МНТ. И мајка ми денови ми кажа да му кажеш на Дац дека се дружела многу со татко му. Ете така.
srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti pak. Može bi sretni tvoj desetni, prekratka tuđa treperiš ti. Može bi misliš kod zvezden roj, zagina kopne žot moj. I znaj, čekam go sočan, pogledom tvoj plag, kako najskaptan. Devojko, ljubav mi veliki, tebe te nema, srce se svi, nasmetka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti. I znaj, čekam go sočan, pogledom tvoj plag, kako najskaptan. Devojko, ljubav mi veti ti, tebe te nema, srce se svi, nasmevka čista ko biser morski, dalke mi dadeš ti. Mi veti ti. Љубов. Прва љубов се сеќам, ама збориме га од дете? Да. Санела во камп во Бечичи како дете, наш сега не ми текна од каде, со југословенско потекло во Шведска живееше. Ја памтам едно плаво девојче, така во Бечичи, тоа ми била прва љубов. Љубов. Сега се пуштив во последниве години. Сум бил секогаш посрамежлив, а сега сум па ептен гајле неам. Неам некој си посебен начин, едноставно сум доста природен и онака си доаѓа спонтано се. Уште ми фалиш со Александар и Дац. Знаеш дека порнофилмовите изгледа, јас доста почнав да ги гледам, ама Си сгрешил. јас мислам дека порнофилмови почнав повеќе да гледам од кога си отидов за Италија. Пошто веројатно сам живеев, односно со студенти дома, со цимери, со нив, да. Со двајца цимери, така ни беше полесно. Знаеш? Гледаше само италијански или и други? Не е само италијански. Чешки, унгарски, отеците се. А Цичолина, да. Чичолина беше тогаш веќе политичарка станата и некако ги не беа во оптек незините порничи. Ретровизор. Ретровизор. Бен Хур, стариот, и со Чарлтон Хестон, ако не се сеќам, беше првата верзија. Ми се допаѓаше исто првата верзија на Борновиот идентитет. И ете, веројатно тоа е поврзано и со мојата вокација подоцна се сеќавам и кога излезе Амадеус за Моцарт филмот, го гледав во кино, во ГТЦ има кино. И не знам дали се уште имаше порано. Тогаш бев отиден како дете, јас со мајка ми, нејзина колешка исто од маната, и нејзиниот син, и тој филм веднаш ме маѓепса. А дали гледаш Амадеус представата? Се разбира дека гледав. Кој највише ти се допадна? Драган Спасов, да, се разбира. Ретровизор. Па, јас кога бев мал беше популарна Династија.
Nekako pomladalački seriji nemaše, barem po moje, koliko što ja se sećam. Znaš li što gledав jaz? Bolji život. Žikina dinastija. Uživajte go ta. Dobro, ta ne je serija, to se... Ko ti zamislam na Heršika i koga žena mu Germanka će go prašaše Heršika, a šta to znači biga? Ti uvek upotrebljavaš biga na... pa vidiš, to znači uzdravlje, ali u odmeno društvo. Ja uvek imam problem sa moj Šika. Ja kuvam vitamini, a on hoće u orgazam, njel tako flajš, mesa, dosta mesa, uvek mesa. Znate, moja Elza je mislila na organizam. Ona je skoro došla iz Frankfurta. Pa vi odlično govorite srpski. Samo znate, orgazam. To mu dođe slično kao organizam za uvo. Ja, učila mene moj Šika, sve učila, a još malo drkam pojmove. Važno je da se razumemo. Što na to na drum. Narodni izreki. Koji trese zeleni? Koji trese zeleni? Neko idiot. Tresat zeleni političarite, obično. Во секоја манџа црвен бибер. Не се става. Што значи на куково лето? Никогаш. На свети никад. А кој игра пиперевка? Тој што се плаши. А на кого му паѓа секирата во мед? Тој што има среќа. А за кого се вика има од куче очи? Кажи, се смееш, кажи ми, ајде. Тој што не пребира. Мало куре вода не држи. Шо е ова сега? Чекај, мало курен. Некој не сум ги заборел. Многу години помина. Од кол на кол? Од кол на кол, гемол. Ušte mi fališ, so Aleksandar i Dac. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Koji li srećani otkradna, srce do ti go grabna, svega znajde ka se kade, lik od go gledam tvoj. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubav ti pake si, sve ti proštevam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubav ti pake si, sve ti proštevam draga. Moj te dni znaj tažni se, večno me mači taga, moja ljubav ti pake si, sve ti proštevam draga. Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti, beše so mene ti, beše so mene ti. Korona, čao!
Што направив најлудо за време на карантинот? Се расправав со сите полицајци. За малку ќе се стебав еднашка. Не го направив тоа, меѓутоа... Не, тоа ми е во моментов, мислам дека нешто по-лудо, многу лудо не направив, меѓутоа пошто имаше некои страшно безобразни во тие моменти, иако јас имав право и поседувајќи и куша да излезам, значи, тоа ми даваше право да излезам и кога некој од нив беа, оди си демек блиску до зградата твоја и некои беа така доста агресивни, а јас не можам да ќутам и знаев да одговарам понекогаш. Еднаш ми дојде да му удрам бокс. Ете, не сум насилен, а во тој момент на еден, ако не беше униформата, мислам дека ќе му удрам бокс. Како се чуе на италијански? Вафанкуло. Лек за душа со Eurofarm. Благо ти благодарам многу што беше наш гостин, ова е подарокот од Eurofarm, повели. Изненадување, ова не го очекував. Им благодарам на Eurofarm. А тие помислеле на мене како пејач за хигиена да си имам на оториноларинголошкиот дел од телото. Им благодарам. Овие производи се од Италија, земјата во која што живееш, и се карактеризираат со најбогат физиолошки раствор на бактериолошки најчиста и минералошки најбогата морска вода од Медитеранот. Хипертоничниот спреј со хилауронска киселина на Исомар ќе ти овозможи едноставно исфрлање на секретот од носот и заштита на стузокожата на носот од вируси и бактерии. Капките за очи на Исомар одлично ги навлажнуваат и ги штитат очите, додека пак изотоничниот спреј е наменет за секојдневна хигиена и заштита на увото и носот. Им благодарам на Eurofarm, навистина се сетиле добро за мене, бидејќи сиве овие нешта што ми ги подаруваат, се нешта што јас вообичаено ги користам и ми се секогаш потребни. Сите се, како што реков пред малку, за оној оториноларинголошки дел од телото, значи за хигиена на моите органи кои што ги користам секојдневно. Скопски легенди. Данило Коцевски. Кога зборуваме за нашето Скопје, легендата Данило Коцевски знаеше да каже: кон крајот на 60-тите години, преку летото во градскиот парк во офицерската Бавча се отвори летно диско, во кое диск-џокеј беше Михаил Бошковски Мице. Подоцна пееше и Даниела Панчетовиќ, чиј милозвучен глас одекнуваше низ целиот парк. Глас на кој се сеќаваме и ден денес, бидејќи за секогаш остави длабоки траги во нас. Тоа беше се за вечерва. Се гледаме повторно следната недела на исто место и во исто време. Уште ми фалиш. Ве сакаат Дац и Александар. Што мислам за Александар и Дац? Па, немав до сега некој си посебно мислење, мислам било секогаш позитивно Дац како одличен глумец, а Александар како музичар. Александар ми кажа дека никогаш не учел музичко и тука тоа ме изненади колку е спремен музичар, како да има факултет музички завршено и се, има такво уво неверојатно. А инаку музиката што ја правите е за душа. Буквално за да ти прави онака да се чувствуваш убаво. Пријатно.